Локалните самоуправи во земјава го чекаат 10 мај, кога Уставниот суд на Република Македонија ќе пресече дали им се продолжуваат мандатите на градоначалниците и на советниците до изборот на нова локална власт. За сега политичките партии мируваат, но очекуваат локалните избори да се спроведат на есен. Градоначалниците и советите на општините го чекаат 10 мај, кога Уставниот суд ќе одлучува дали ќе им ги продолжи мандатите и по 15 мај. Доколку Уставниот суд не донесе одлука и во среда по 15 мај ќе следи блокирање на општините. Градоначалниците од истокот веќе подолго време алармираат и бараат да се реши овој проблем, бидејќи без плата ќе останат наставниците, вработените во детските градинки и администрацијата. Ние како градоначалници не смееме да ги напуштаме функциите на 15 мај, затоа што мораме да ја оставиме општината некој кој ќе раководи. Битно е да нагласам дека овие денови мора да се донесе одлука. Две решенија се можни. Првото решение е владата да назначи повереници, на кои ќе им ја предадеме да ја водат општината до наредните избори. И втората варијанта е да Собранието на Република Македонија донесе дополнување измени на Законот за локална самоуправа, каде ќе дефинира продолжување на мандатот на актуелните градоначалници до следните избори. Најголеми штети ќе трпат самите граѓани. Ако знаеме дека општината, односно локалната самоуправа, во директен контакт со граѓаните ги определува, ги дава решенијата за урбанизам, ги дава решенијата за данок на промет, за недвижности, ги издава комуналните решенија, ги издава, значи сите оние кои што се во непосредно за самите граѓани, мислам дека ќе имаме закочување на целиот тој процес. За сега во мирување се и партиите околу организирањето на локалните избори и водењето на кампања за избор на нова локална власт. Од ВМРО ДПМН забележуваат дека пред неколку месеци имале отворен оглас, а кандидатите за градоначалници директно во централата ги доставувале апликациите. Испратена е и поширока листа на советници, но засега на оваа тема не е подетелно разговарано. Од СДСМ вело дека конкретно за Штип до централата во февруари имаат доставено 10 кандидати за градоначалници и поширока листа за советници. Поради актуелната политичка состојба во земјава, неизвестно и кога би се одржале локалните избори, но според политичките кулуари се очекува новата локална власт да се бира на есен. Потребна е поголема едукација за првичните симптоми кои сигнализираат дека станува збор за мозочен удар, апелира Сдруженијето за борба против мозочните удари. Голем е бројот на пациенти кои поради својата неинформираност лекарска помош бараат дури 48 часа по преживеаниот удар. На Европскиот ден за борба против мозочните удари, невролозите алармираат дека на граѓаните им е потребно поголема едукација во врска со мозочните удари. И во 21. век голем е бројот на пациенти кои не се запознати со првите симптоми и најчесто се случува лекарска помош да побараат кога веќе е доцна. Дел од пациентите доаѓаат на штом ќе се појават првите симптоми на мозочен удар, меѓутоа се уште постојат и такви пациенти кои што на лекар се јавуваат покасно. Например, се случува понекогаш пациент поради мозочен удар да се јави и после 2-3 дена по настанувањето на истиот. Така да се уште имаме проблем со тоа како луѓето ги препознаваат или на што ги припишуваат симптомите на мозочниот удар. Генетските предиспозиции, брзиот ритам на живот, несоодветната грижа за сопственото здравје како и климатските промени влијаат за зголемување на бројот на пациенти со мозочни удари, кој во изминатиот период е се поголем. Бројот на пациенти расте, а во меѓувреме се намалува старосната граница. На удар се почесто се работоспособните над 50 години. За жалост на лекар се јавуваат се поголем и поголем број на помлади пациенти кои што се здобиваат со мозочен удар. Првите симптоми кои сигнализираат мозочен удар се асиметрија на лицето, слабост или одземање на едната страна од екстремитетите, како и потешкоти во зборувањето. Уште само 2 дена остануваат до кога земјоделците ќе може да поднесуваат барања за обештетување во подрачните единици на Министерството за земјоделство. Земјоделците кои нема да ги пријават штетите од невремето и пролетниот мраз и во подрачните единици на Министерството за земјоделство нема да бидат обештетени, порачаат општина Штип.
Посочија дека уште најмалку 200 земјоделци кои ги пријавиле штетите до Општинската комисија за проценки на штети ќе треба да достават документација за проценка и во подрачните единици на Министерството за земјоделство. Утврдено е дека околу 200 пријавители се уште не доставиле документација за обештетување од невремето и ниските температури во ресорното министерство по нашиот повик. Затоа уште еднаш апелираме сите оние кои пријавиле во општина Штип, како што и претходно кажавме, потребно е своите барања за штети со комплетна документација да ги достават и до Министерството за земјоделие во Штип, во спротивно нема да бидат земени во предвид за проценка на штети. Причината поради која штетите мора да се пријават и во подрачните единици потенцираат од општина Штип е тоа што само Министерството за земјоделство има формирано комисија со експерти од Лозаро во штарството кои ќе ги проценат штетите. Општина Штип телефонски ги известува сите кои претходно пријавиле штети во општината, но некои немаат оставено број за контакт, па се информирани писмено на домашна адреса, заради што повтор пат преку медиумите апелираме да ги достават барањата за обештетување до ресорното министерство. Рокот за доставување на барањата за проценка на штети истекува во среда. Пријавувањето е до 10.5 и очекуваме че најмалку 200 земјоделци да дојдат да пријават штети од раните мразови. Во рокот за пријавување на штети во општина Штип доставени се 445 барања. Во подрачната единица на Министерството за земјоделство за 10 дена се пријавија околу 300 земјоделци. За другите актуелности, Штипските основни училишта и детски градинки денеска ја реализираат 10-та акција Садница Плюс, која е во рамките на акцијата Ден на дрвото. Централната манифестација се одржа во Општинското основно училиште Ванчо Прке Штип. Денес Штипските основни училишта и градинките активно се вклучија во еколошката активност Ден на дрвото Садница Плюс. Главниот настан во Општинското основно училиште Ванчо Прке. Денеска сме во основното училиште Ванчо Прке. Тука се нашите деца од основните училишта и од детските градинки. Кај нив од денеска ќе развиеме на култура дека секој посадено семе, значи издигнато дрво. После 20 години тоа дрво ќе дава кислород, ќе биде место каде ќе се гнездат птиците, ќе го прочистува воздухот, ќе го промени амбиентот во кој живееме. Пораката е многу јасна да што повеќе зеленило, што повеќе паркови, тоа значи почист воздух, повеќе здравје, но мора да пратиме на порака на возрастите дека се оно што ние денеска ќе го засадиме, што ќе издихне, ќе се посади и расади во училишта, дворови, во градинките, во нашите паркови, покрај реките, мораме да го сочуваме затоа што ако ние ги сечеме нашите шуми, ако ги уништуваме дрворедите, ако ги кршиме дрвства кои ги посадуваме секоја година, ние нема да имаме зеленило. Реализацијата на еколошката активност Ден на дрво Садница Плюс со едукативна порака. Проектот Садница Плюс има едукативна и еколошка функција. Целата на овој проект е да се развива интерес за садење на семе, да се развива кај учениците екокултура и екопатриотизам. Република Македонија со реализацијата на еколошката активност по повод деновите на дрвото е лидер во регионот. Денеска обележуваме 10-та поред Садница Плюс, пролетната акција на Ден на дрвото, инаку во Република Македонија по 19-ти пат се одржува Ден на дрвото. Овде сме во основното училиште Ванчо Прке, се надеваме дека и оваа година акцијата ќе биде успешна. Учениците од основните училишта и децата од градинките садеа семки од дела, кои откако ќе изртат и измекнат, ќе бидат засадени некаде на терените за пошумување ништа. Промовирање на хуманите вредности кај најмладите и формирање на единица за брз одговор во случаи на елементарни непогоди и штети. Штипската организација на Црвениот крст го одбележа Светскиот ден на Црвениот крст и 154 годишнината од раѓањето на основоположникот Анри Дидан. Да се подигне свеста кај младите за хуманите вредности и тоа дека секому треба да му се помогне кога треба. За хуманоста, значењето и принципите на кои почива хуманитарната организација на Црвен крст, денеска се едуцира учениците од основното Слава и Коарсов во населбата Баби. По тој повод да ги информираме за оваа организација, за незиното историско значење, за незината хуманост. Тоа има свој карактер што од општо човечко значење се грижи за човекот, за неговите страдања. Секој пат е ова организација активна во конфликти, во војни, во елементарни непогоди и така натаму.
По 7 децениско постоење Штипската организација на Црвен крст прва во државата ќе формира единица за брз одговор во случаи на елементарни непогоди и катастрофи. Единицата ќе брои 30 членови, претежно волонтери од АРМ, како и други сектори, меѓу кои образованието. Промовирање на една единица за одговор при катастрофи, каде што ние како Црвен крст би се вклучиле во евентуални временски непогоди и катастрофи, кои што ни е дадено со ова врска со закон. И исто така сакаме да се осврнеме и на тоа да привлечеме што е можно поголем број на млади членови и волонтери. Општинската организација на Црвен крст во Штип брои околу 300 членови и околу 3000 волонтери. Во преден план на организацијата е промовирање на вредностите за крводарителството кај младите, како една од поуспешните организации на ова поле во државата. Оној хумен чин, оној хумен гец кој што треба да се сади на децата уште мали, да продолжат по тие стапки, бидејќи крводарителот е тој што благодарение на пружената рака продолжува живот. 8 мај, светскиот ден на Црвениот крст и црвената полумесечина се одбележува во чест на роденденот на основоположникот Анри Динан, швајцарски трговец, хуманист, филантроп и добитник на Нобелова награда за мир. Во 1859 година како трговски патник одејќи низ Италија бил сведок на ужасите од битката кај Солферино. Неколку дена се посветил на помагање и лекување на ранетите, а поттикнат од желбата да им помага на луѓето кои страдаат во војните. 4 години подоцна, заедно со четворица угледни пријатели во Женева, Швајцарија, го формирал Меѓународниот комитет на Црвен крст. Заврши изградбата на водоводната мрежа во штипското село Кривидол, информираше на денешната пресконференција директорот на јавното предпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев. Екипите на јавното предпријатие ИСАР во рок од 2 недели ја изградија водоводната мрежа, која е во должина од 1400 метри, а за 2 дена на оваа мрежа ќе бидат приклучени сите домаќинства. Екипите на водовод и канализација на јавното предпријатие ИСАР ги призавршуваат активностите за поставување на водоводен систем во селото Кривидол. Работа единица водовод и канализација во рок од 2 недели успеа да реализира еден проект во село Кривидол во купна должина од околу 1400 метра со профил ФИ 63. Од денес па до крајот на неделата очекуваме да се реализира сите приклучици и комплетно да се заврши овој проект во село Кривидол. Јавното предпријатие ИСАР за изградба на водовод интервенира во сите селски средини. Сите жители и во градот и во селата за јавното предпријатие ИСАР се од подеднакво значење. Во сите села кои што се наоѓаат во општина Штип ќе поставиме водоводна мрежа. Ние веќе интензивно работиме, водоводната мрежа се поставува и е во завршна фаза во село Варсаково. Еве работиме и во Кривидол, овде веќе 20.000 евра инвестиција се заокружува со тоа што за 2 дена комплетно ќе бидат приклучени сите граѓани овде во селото Кривидол и ќе добијат вода. Работиме интензивно бидејќи за нас сите граѓани на град Штип се важни, не само граѓаните кои што живеат во центарот на градот и во општина Штип. Ќе продолжиме понатаму како јавно предпријатие заедно со локалната власт. Сите села ќе добијат вода, пивка вода за пиење и ќе го надминеме веќе проблемот кој што беше со години кога носе цистерните ќе бидат веќе минато за самите граѓани во селото. Инаку екипите на водовод и канализација интервенираат редовно по пријави од граѓаните. Дежурните екипи на јавното предпријатие ИСАР Штип работат 7 дена во неделата, 24 часа по јавување на странките, веднаш се излага на лице место и се интервенира. Со завршувањето на активностите за поставување на водоводни системи низ селските средини, јавното предпријатие ИСАР продолжува со проектните активности за поставување на канализација во Караорман и во Сутлак. Во пробиштипското село Неокази интензивно се гради канализациона и водоводна мрежа на која ќе се приклучат и индустриските објекти од зоната. Инвестицијата чини 300.000 евра, а се очекува да финишира кон крајот на летото. Во пробиштипското село Неокази интензивно се гради нова канализациона и водоводна мрежа, која ќе биде наменета и за индустриската зона, во која се гради леарницата за производство на автомобилски делови. Градоначалникот Тони Тоневски вели дека 1/3 од градежните работи за изградба на канализационата и водоводната мрежа се завршени.
Општина Пробиштип оваа година обезбеди една поголема инвестиција во вкупна вредност од околу 300.000 евра или од околу 18 милиони денари. Дел од средствата, 15 милиони, се обезбедени како донација од Европска инвестициона банка за изградба на канализациона мрежа низ селото Неокази, како и поврзување на индустријската зона Неокази со оваа канализациона мрежа. Исто така со овој проект се опфатени и поврзување, односно изградба на нов водоснабдителен систем во должина од 1200 метри. Новата канализациона мрежа е во должина од над 3 километри, а во рамките на овој проект се гради и пречистителна станица за пречистување на отпадните води од селото и од индустријската зона Неокази. Тоневски забележува дека новата индустријска зона е интересна за инвеститорите, а се простира на површина од 22 хектари. 8 хектари се веќе купени од Cranfield Foundry, додека останатите 14 хектари очекуваме дека набрзо ќе дојдат и други инвеститори, бидејќи неколку од нив се веќе сериозно заинтересирани и сме во одмината фаза на преговори и очекуваме многу брзо да ги купат своите парцели и да почнат да се градат нови производствени погони. Изградбата на новата канализациона и водоводна мрежа во селото и индустријската зона Неокази во Пробиштип се очекува да финишира кон крајот на летото. Домувањето, односно нерешеното станбено прашање, е најгорливиот проблем со кој се соочува ромската популација во Штип. Невладиниот сектор алармира локалните и државните институции подитно да го решат статусот на ромите кои неколку години живеат во зградата на старото нервно одделение во Штип. Решавањето на станбеното прашање, ова е најчестиот проблем со кој се соочуваат ромските семејства во државата. Од испитаните 336 ромски домаќинства, токму домувањето го посочиле како најголем проблем. Со нив се обидуваме да ги актуализираме прашањата поврзани со правата на домување и за потребата од урбанизација во ромските населби. Инаку проектот се спроведува веќе година и пол. Нашата цел е преку оваа студија да ги детектираме кои се приоритетите за одржлив урбан развој. Направена е листа со 10 препораки, кои доколку се имплементираат, значително ќе се подобри животот на ромската заедница во Штип. Тоа е да се изгледат можни решенија за сместување на ромите што живеат во моментот во стариот диспансер, значи да се најдат можности за нивно сместување, потоа да се подобри уличното осветлување кај ромските населби. Донесовме препорака да се направи каналот што е кај Черења Коре, значи навистина каналот е штетен и за здравието на луѓето, меѓутоа и за безбедноста. Проектот е финансиран од Европската унија, а го имплементира Хабитат Македонија. Освен во Штип, овој проект се реализира во Чаери Прилеп. Штипјанката Јована Георгиева, иако дебитантка, освои бронзен медал на Европското карате првенство во Турција, на кое Берат Јакупи освои сребрен медал. Во генерален пласман, Македонија е на 10-то место во конкуренција на преку 40 европски репрезентации. Македонската карате репрезентација продолжува жетвата на медали на европските првенства. Во Коджаели, Турција, Берат Јакупи во дисциплината кумите или борби го освои второто место и сребрениот медал во категорија до 84 килограми. Тој во финалното загуби од домашен надпреварувач Акта Шугур по судиско прегласување, откако борбата завршила 0:0. Вториот медал за Македонија го освои младата штипјанка Јована Георгиева, исто така во кумите во категорија до 55 килограми. Иако за прв пат да стапува на едно европско првенство, таа херојски се бореше и во малото финале за бронзениот медал ја победи французинката Емили Ту, благодарејќи на освоениот прв поен, откако борбата заврши 1:1. Благодарејќи на овие две медали, македонската репрезентација се најде на 10-то место во генералниот пласман во конкуренција на повеќе од 40 европски земји. Нов пораз на Брегалница, овој пат од Тетовска Шкендија за 11 бодовна разлика од Прилепска победа. В недела на градски средба на овие две екипи за конечна разврска, кој тоа ќе испадне, а кој ќе оди во бараж.
Во надпреварите од 32-то коло во рамките на првата македонска фудбалска лига се постигнаа следните резултати. Шкупи победа 1:2, Шкендија Брегалница 3:0, Вардар Македонија Ѓорче Петров 6:0, Силекс Работнички 0:2 и Пелистер Ренова 3:0. Табела: Вардар е прв со 75 бодови, втора е Шкендија 62. На третото место Работнички има 52, четврто место Пелистер 48, на петтото место Ренова има 45, шести е Силекс со 42, седмо место Шкупи 33 бодови, осмо место Победа со 32, на деветото место Брегалница има 21 бод, последно 10-то место за Македонија Ѓорче Петров со 19 освоени бодови. Следното 33-то коло ќе се одигра во недела на 14 мај, во која на градскиот стадион во Штип ќе се сретат екипите на Брегалница и на Победа од Прилеп. Пријатна атмосфера на стадионот во Берово и блескава победа на Китго Пехчево во соседското дерби со Малеш, а штипјанецот Бобан Марик во дресот на Беласица стигна до 35 голови и е убедливо прв на голгетерската листа во третата фудбалска лига Исток. Во присуство на голем број симпатизери на Малеш од Берово и на Китго од Пехчево се одржа традиционалното дерби на овие комшиски екипи од Истокот. Иако Ирис телевизија вршеше историски директен пренос од третолигашки надпревар, атмосферата на трибините беше прволигашка, за која можат да им позавидат и многу реномирани и респектабилни екипи во Македонија. Се одрга фер, коректно, атрактивно, со 3 прекрасни гола и многу неискористени шанси на обете страни. Изворедна свирка на коќанските судии на чело со Александар Ангелов, кој покажа само 2 жолти картони, по еден за двете екипи. Китго во водство дојде во 31-та минута со голот што го постигна капитенот Андреј Симивски. На 2:0 с големи Дарко Алексовски во 39-та минута и со овој резултат се отиде на одмор. Во вториот дел, во самиот финиш, односно во 87-та минута, Андреј Симевски го постигна својот втор гол, а трет за неговата екипа, со што го постави конечниот резултат Малеш Китго Пехчево 0:3. Еве ги комплетните резултати од ова 26-то коло. Беласица Овчеполе 6:0, Плачковица Работик Ѓумалија 5:0, Каменица Саса Тиверија 5:0, Слога 1934 Согово 0:5, Напредок Здраве Радово Василево 3:1 и Малеш Китго Пехчево 0:3. Табела: Беласица е прва со 67 бодови, второ место Плачковица 60, трето место Согово 57, четврто место Каменица Саса 52, Китго Пехчево е на петтото место со 48, шесто место Овчеполе 42, на седмото Напредок Здраве Радово има 33, осмо место Василево 28, на деветото место Брегалница Голак има 27, десето место Малеш 25, 11-та Тиверија со 21, 12-то место Рудар 1947 со 20 и на последните две места 13-то и 14-то Работи Ѓумалија Слога 1934 со по 18 бодови, но нешто подобра гол разлика на екипата од Ѓумалија. Пинг-понгарот Петар Костовски во историски подвиг како прв штипјанец од Штипски клуб освојувач на титулата шампион на Македонија во сениорска конкуренција. Градот Штип беше домаќин на поединечното пинг-понгарско првенство на Македонија за сениори. Во конкуренција на недобрите македонски пинг-понгари до титулата шампион на Македонија стигна младиот Петар Костовски, член на пинг-понгарскиот клуб Угада Студент од Штип. Петар Костовски во финалето беше поуспешен и го победи Живко Апостоловски, член на екипата на Вардар од Скопје. Градот Штип во пинг-понгарската историја имал победници шампиони на Македонија како членови на други екипи, а триумфот на Петар Костовски историски, бидејќи на највисокиот македонски пиедестал, се искачил во боите на штипскиот клуб Угада Студент. Третото место на првенството го освои Сашо Стојановски од Вардар, кој во малото финале го победи Александар Рикаловски, член на екипата на Нодос од Прилеп. Ете, после богатиот блок со спортски информации, ја заокружуваме понеделничната информативна емисија на Ирис телевизија. Благодарност за вниманието. Имајте убави моменти со сето она што следи на Ирис телевизија. Довидување.